Сите патишта водат кон Скопје. Се повеќе жители од другите градови во Македонија одлучуваат да се преселат во главниот град. Скопје постојано се шири, секојдневно никнуваат нови градби. Градот одамна е пренаселен и според некои податоци, во моментов има 30 до 40% повеќе жители од она што го дозволуваат економските и еколошките стандарди. Главниот проблем е во тоа што се уште не се напушта политиката, се да биде сконцентрирана во централното градско подрачје. Најголемиот проблем надлежните го лоцираат во немањето на централна експертска институција, која ќе одлучува што, каде и колку се гради. Како резултат на тоа, некои делови од Скопје, како Дебармахало, Киселавода и аеродром, стануваат неподносливи и опасни за живење. Генералниот урбанистички план на Скопје е донесен во 1965 година, каде што јужната страна од градот, односно водно и деловите подводно, се најубаво опфатени и најпосакувани за живење. За сметка на густата населеност на јужната страна, северната страна од Скопје е занемарена и недоволно инфраструктурно развиена. Градоначалникот Петре Шилегов во една прилика изјави дека чувствува обврска да го отвори просторот за развој на градот. За таа цел, во тек е постапка за изградба на мостови преку Вардар, едниот кај Керамидница, другиот кај Сити Мол, кој ќе ги поврзе Злокуќани и Волкова. Булеварот Словенија ќе се продолжи повторно до Волкова, со што очекувањата на Шилегов се дека северозападниот дел од Скопје ќе стане атрактивен за населување на нови жители. Источниот дел од Скопје, населбите во општина Илинден, веќе интензивно се градат со нови станбени објекти, кои експресно ги населуваат нови жители, најчесто од внатрешноста на Македонија. Таков е примерот и со Андријана од Кавадарци, која вели дека заедно со незиниот сопруг го избрале Скопје поради можноста која ја нуди за градење на кариера и професионален успех. Веруваме дека и останатите нови жители на Скопје од слични мотиви ги напуштаат родните градови и се селат во метрополата, за која Шилегов верува дека за неколку години ќе достигне број од 800.000 жители и додека чекаме градот Скопје да ги реализира решенијата за ослободување на Скопје од урбаниот хаос кој му се случува, останува да се снаоѓаме како што знаеме со последиците кои ги носи густата населеност, како што се сообраќајниот метеж и аерозагадувањето.